Овде сме пред владата на Република Македонија, каде што за вчерашните настани во Брисел разговараме со вице-премиерот Васко Наумовски. Читајќи извештај за вчерашниот настан во Брисел, добив впечаток дека не е конкретно, не е јасно што точно е пораката од Брисел. Што можеме да протолкуваме од вчерашните средби во Брисел? Па вчера во Брисел се одржа Совето за стабилизација и асоциација. Пораките од него се прилично јасни. Клучниот момент е дека според Еврокомесарот за проширување, Европската комисија останува на својата позитивна препорака од минатата година и дека доколку повторно би требало да се оцени Република Македонија, таа препорака повторно би ја добиле. За напоменување е тоа дека Република Македонија продолжува со реформите и тоа беше на еден објективен начин оценето и од страна на нашите пријатели во Европската комисија. Сигурни сме дека во извештајот кој што ќе биде објавен во ноември оваа година ќе биде објективно забележен и напредокот во сите области кои што се предмет на овој извештај. Ние заедно со министерот Милошовски ги образложивме најновите чекори и активностите кои што се спроведуваат во сите области, на што наидовме на една поддршка од страна на Европската комисија и останатите европски институции да продолжиме со истата динамика. Суштинско е дека Република Македонија е на вистинскиот пат, на патот на реформите кои што ќе приближат до полноправното членство во Унијата. Доволно ли се наредниве 3-4 месеци до ноември за се исправат сите оние сугестии кои што ни беа дадени лани и во текот на оваа година, со оглед на тоа што на пример вчера беше изразена загриженост дека на почеток на годинава имало проблеми со македонските реформи? Уште од објавувањето на извештајот во октомври минатата година ние започнавме со нашите планови за елиминирање на сите слабости и во поглед на усвојување на законодавството, но и во поглед на имплементација на тоа законодавство, но и секако во сите други активности. Ние сме убедени дека во ноември ситуацијата која што ќе биде објаснета во извештајот ќе забележи напредок во сите области, секако дека и после ноември 2010 година Република Македонија ќе има уште многу домашни задачи да ги заврши со евентуалниот почеток на преговорите. Ние ќе имаме уште многу работа, но такви документи со дополнителни препораки ние ќе добиваме се до моментот кога ќе станеме полноправна членка на Унијата. Најпосле Република Македонија не е подготвена да стане држава членка на Европската Унија утре, туку има уште многу да се сработи. Ние сме целосно подготвени да ги вложиме нашите максимални капацитети за исполнување на сите критериуми за членство. Политичкиот диалог очигледно е тема за која што вчера разговаравте, тема која што не згрозува беко сите нас кои што ги следиме случајната во собранието последниве 20 на дена. Што е оценката на Брисел, како да се надмине овој проблем и на крајвите кој е виновен за ваквата ситуација? Од Брисел добивме препорака да се направат напори од сите вклучени страни да се подобри состојбата поврзана со политичкиот диалог во собранието на Република Македонија. Ние како влада можеме да изразиме исто така нашата надеж дека сите политички партии во собранието, особено оние поголемите, заеднички ќе ја преземат одговорноста. Заедно со Еврокомесарот за проширување беше констатирано дека одговорноста за политичкиот диалог е на сите оние кои што учествуваат во тој диалог, не е само на власта, туку и на опозицијата, имајќи предвид дека во суштината на самиот термин диалог се претпоставува комуникација и однесување на повеќе од една вклучена страна и јас се надевам дека сите оние политички партии кои што декларативно зборуваат дека го поддржуваат процесот на европска интеграција се залагаат за една подобрена политичка клима и за функционален политички диалог, тоа ќе го докажат на дело и дека сите политички партии во собранието на Република Македонија ќе ја понесат одговорноста и заеднички ќе придонесат за создавање на една подобра слика за оваа институција. Корупцијата сепак е најголема одговорност на власта. Какви се пораките во врска со битката против проблемите во овој дел? Борбата против корупцијата е една од суштинските задачи на владата на Република Македонија. Ние како држава во изминатите неколку години имаме значителен напредок на ова поле, што се отсликува меѓу другото и во рангирањата на меѓународните организации. Секако дека се уште има случаи на корупција, секако дека борбата против корупцијата никогаш нема да запре. Она што останува како наш приоритет во наредниот период е да продолжиме со сите оние активности за регистрирање и за казнување на случаите на корупција, како што тоа беше во изминатиот период. Да се потсетиме само дека во изминатите неколку месеци имаше повеќе случаи со десетици вклучени лица кои што беа притворени, понатаму и процесуирани во судски постапки во случаи на корупција во здравството, во образованието, во царината и така натаму, што покажува дека оваа влада е целосно посветена на елиминирање на оваа. Сепак се зборува за некаква партиска
позадина на битката против корупцијата? Не би се согласил дека постои некаква партиска позадина, имајќи предвид дека во изминатите месеци и години дел од лицата кои што биле притворени и осудени се членови на политичките партии и на политичките партии кои што се во владината коалиција, што покажува дека во борбата против корупцијата владата на Република Македонија не познава никаква политичка припадност и дека законите кои што владеат во Република Македонија се еднакво валидни за сите без разлика кој на која политичка партија и припаѓа. И на крајот, доколку не се реши името до ноември, до декември, има ли шанса Македонија да започне преговори за членство? Нашата определба е она што зависи од нас, она што зависи само од Република Македонија, да го завршиме најдобро што можеме и најбрзо што можеме. Тоа се реформите во сите овие области и тоа на адекватен начин секако заедно со помошта од Европската комисија да го представиме и да продолжиме понатаму. Решението за овој долгогодишен спор и за ова прашање кое што е наметнато од страна на Република Грција зависи од искреноста и волјата на двете страни. Доколку ова прашање зависи само од Република Македонија, прашањето одамна ќе беше разрешено. Потребно е да се демонстрира искрена волја и од двете вклучени страни. Се надеваме дека декларативната поддршка на Република Грција за вклучување на сите држави од Западниот Балкан до 2014 ќе биде поддржана и со конкретни активности од нивна страна и дека заеднички и во корист на Република Македонија, но и во корист на Република Грција, нашата држава ќе ги започне преговорите за полноправно членство со Европската. Благодарам за овој разговор. Студио, тоа е за сега се од пред владата на Република Македонија, каде што за деталите од вчерашните разговори во Брисел разговараме со македонскиот вице-премиер за евроинтеграција.